Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Ова издание го посветуваме на две теми. Едната, рекордниот број новозаразени од COVID-19 и опасноста да се пренатрупаат болниците, и другата, заканата од Бугарија за вето во ЕУ во светлината на денешната посета на шефот на дипломатијата Бујар Османи на Софија. Продолжува неизвестноста дали Бугарија ќе блокира Северна Македонија за стартот на преговорите со ЕУ. Од днешната среща стартираме заедно с външния ни министър Захариева, с вашия премиер на всички нива разговори, за да можем до 10 ноември, когато България и Северна Македония са съпредседатели на Берлинския процес, да имаме компромисно решение, което да удовлетворява всички. Имате много работа. Што предвидува патоказот со кој шефот на дипломатијата Османи се враќа од Софија? Колку држава е близко до едно италијанско сценарио од март-април, кога бевме сведоци на сцени во кои што колите за итна помош остануваа во дворовите на италијанските болници, бидејќи немаше место. Има разлика помеѓу исполнет болнички капацитет за луѓе на кои што им е потребна респираторна машина и тие на кои што не им е потребна респираторна машина. Министерот Филипче гостува во 360 степени. Гледајте 360 степени детално за најавените содржини по кратката пауза. Гледате 360 степени. Останува неизвестно дали Северна Македонија може да се надева дека во декември ќе се одржи првата меѓувладина конференција со Европската Унија, што ќе го означи де факто почетокот на преговорите за членство во Унијата. Шефот на дипломатијата Бујар Османи по денешните средби со бугарскиот премиер Бојко Борисов и колешката Екатерина Захариева во Софија се враќа во земјава со патоказ како да не дојде до блокада од Бугарија. Повеќе од нашиот известувач од Софија Владимир Мирчевски. Бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева по денешната средба со македонскиот колега Бујар Османи овде во Софија не изговори зборови како блокада или вето, но не кажа ниту дека Северна Македонија може да смета на поддршката на Софија за во декември да се одржи првата меѓувладина конференција со Европската Унија. Барем не без нешто да се случи во следните неколку недели до ноември, кога земјите членки на Унијата би требало да ја усвојат преговарачката рамка за земјава. В момента екипите и в Европейската комисия от всички държави работят по проекта на заключения. И това, което и аз и министър Османи казахме, мисля, че беше доста близко, е, че сега ни е момента да възобновиме това, което беше спряно и да постигнем напредък, който съм убедена е възможен, само ако прилагаме искрен подход в нашите отношения. Отново ще припомня, че България първа призна независимостта като Република Македония тогава. Така че България отдавна е признала съвременните политически реалности, винаги е подкрепила независимостта и държавния суверенитет на Република Северна Македония вече, никога не е имала териториални претенции и никога не е отказвала правото на самоидентификация на нейните граждани. Затова е напълно неуместно да се внушават тези в обратната посока. Както между гражданите на нашите две страни, така и в международен план. Това, което е необходимо обаче сега е, както България е признала съвременните реалности, от страна на Република Северна Македония да се признаят историческите реалности, свързани с процеса на създаване на новата национална идентичност. Така че цитирахте езиковата клауза от договора ни.
Всъщност България не иска нищо повече, освен това да се изпълнява така, както е в договора. Не знам откъде ви информацията, че България има някакви нови претенции по това. Това не е вярно. Това не е вярно. Но ова што го кажа Захариева за јазичната клаузула на денешната пресконференција е во спротивност со содржината на вербалната нота и објаснувачкиот меморандум што Бугарија ги испрати до Брисел и до европските престолнини, како нејзин одговор на преговарачката рамка предложена од Европската комисија. Токму на барањето на Софија содржано во тие документи, јазикот да се именува како официјален јазик на Република Северна Македонија, се однесуваше и моето прашање до шефицата на бугарската дипломатија. Рековте дека правото на секој народ е да има тоа самоидентификација и да има свој избор. Ако јазикот го сметаме за таква некоја рамка, тогаш зошто во вашата објаснувачка, да го наречам меморандум, кој што е вербална нота на преговарачката рамка, велите дека when concluding agreements and adopting other documents between EU and the Republic of North Macedonia indicate that they have been drawn up in the official languages of the countries, без да се спомене македонски јазик. Така, това, което България не за... Нали, аз наистина съм очудена, че този меморандум се приема като нещо изненадващо. През всичките години винаги нашата подкрепа и за НАТО, и за Европейския съюз е преминава през признаването на историческите реалности и истина, които са довели до създаването на Република Северна Македония и правото на гражданите да се самоопределят както решат. В същото време обаче, това в никакъв случай не трябва да води до оспорване, каквото, за съжаление, продължава до ден днешен да се случва в нарушение на договора, който подписахме, на националната идентичност на населението в България. Нямаме против да самоопределят македонските граждани както решат. Никога не сме. Имаме договорка в договора ни за езиковата клауза. Ние искаме така да се прилага. Това се оспорва от вас, не от нас. Ние с този меморандум припомняме какво има в нашия договор. Както не изглежда много, така в същото време е достатъчно, ако имаме воля и желание, ние да препотвърдиме за пореден път, че не оспорваме реалността и съвременната реалност, а вие обаче да признаете историческите факти и истина. И си мисля, че няма нищо по-хубаво от това и не би трябвало това да е проблем за две съседни държави да имат обща история, която да им бъде наистина моста за бъдещето. Да, комисията ще се събере след година прекъсване, почти. Миналия ноември се събирали последно. По настояване на вашата част от комисията беше тази голяма пауза. Надявам се да се върнат към духа на конструктивност, който имаше в началото. Надявам се да не се политизира работата на комисията и от двете страни и да се изпълнява по договор. Те да вземат решения за общи събития и личности, основано на автентични исторически източници. Ние не искаме нищо, кой знае колко специално. Министерот Османи во Софија беше примен и од премиерот Бојко Борисов, кој по средбата на Фејсбук напиша, цитирам, "Историјата треба да е мост на пријателство и блискост, а не распарчен мост по кој Република Северна Македонија не би можела да помине по патот кон Европската унија." Бугарските медиуми објавија видео од почетокот на средбата Борисов Османи. Еве ја пораката од бугарскиот премиер. Да ви кажа, че много се надявам Северна Македония да получи необходимите уверения и от нас, да върви по пътя за присъединяване към Европейския съюз. Трябва да се направят необходимите компромиси от двете страни, както много други направиха, но ние сме длъжни за сегашните поколения, за бъдещите поколения да направим така, че по никакъв начин Северна Македония, Албания и страните от Западните Балкани да не бъдат спирани по пътя
на Европейския съюз. Разбира се, аз лично съм много разтревожен от вкарването на Омо и Линден и македонско малцинство в България в една политическа резолюция в Европейския парламент, но това в никакъв случай не е от полза в точно този момент, когато ние търсиме компромиса и на историците, и на нашите политически партньори в Северна Македония, в Скопие, да намериме решение на въпроса. Това според мен не знам откъде дойде, но е факт. Така че добре дошъл от днешната среща стартираме заедно с външния ни министър Захариева, с вашия премиер на всички нива разговори, за да можем до 10 ноември, когато България и Северна Македония са съпредседатели на Берлинския процес, да имаме компромисно решение, което да удовлетворява всички. Имате много работа и това е много сложен, много бърз и в същото време и важен, и необходим процес. Вашите граждани трябва да знаят, че в България сте имали, имате и винаги сте имали най-голяма подкрепа и че просто трябва да направим така, че историята да е мост на приятелство, мост на близост, а не скъсан мост, по който да не може Северна Македония да премине. Така че тук политически игрички дори не трябва да има. Перспективата и момента е толкова важен в немското председателство да се даде старт на процедурата между правителствените заседания. Според мен ще е грях пред историята сегашните политически ръководства в България и Северна Македония да не намерят компромис. И няма да ни разбере и света. За резултатите од денешната посета на Софија разговарав со шефот на дипломатијата Бујар Османи. Министр Османи, што треба конкретно да се сработи, што конкретно Бугарија бара да биде завршен до 10 ноември, за да се согласи со нацрт преговарачката рамка, која што пак од друга страна е вовед во одржувањето на првата меѓувладена конференција? Мислам дека последниот период, дел од објективни, дел од помалку објективни причини, имало ослабната комуникација која што не довело можеби до оваа ситуација, тоа е пандемијата, тоа се изборите. И овој период ние треба да се обидеме преку поинтензивна комуникација да ги вратиме работите во првобитната рамка. Рамката е точно дефинирана, инструментите ги знаеме, тоа се заснова на договорот за добрососедски основи и тоа што треба да го покажеме овој период и политичка посветеност кон имплементирање на обврските од двете страни и Република Бугарија кон обврската за поддршка на евроатлантската интеграција и нашите обврски кои што произлегуваат од договорот и сепак и да покажеме конкретни резултати. Така да сметам дека тоа создавање на политички амбиент кој што ќе покаже посветеност кон обврските на договорот ќе биде важен предуслов за да и се направи исчекор во дел од обврските, а се разбира овој процес ние само сме во пресретно започнување на преговори, што значи дека хоризонталната контрола на движењето на државата во текот на процесот ќе биде тука во наредните години. Се разбира дека сите прашања не може да се решат во една недела, две недели, меѓутоа посветеноста, политичката волја, сериозноста во пристапот од двете страни, јасните механизми како треба да се движиме напред, мислам дека може да биде формулата како заеднички да излеземе од оваа ситуација. Впечатокот по денешната пресконференција е дека има можност за или има барање за повторна реафирмација на одредени елементи од договорот за добрососедство преку една форма на заедничка декларација, подпишување на заедничка декларација од страна на двајцата премиери? Ние тука разговаравме дека постои политичка волја од двете страни да продолжат и да негуваат пријателството, кое се засновува и на договорот за добрососедски односи и се договоривме да интензивираме комуникацијата во наредните денови. Јас не можам да предвидам која форма ќе придобие таа комуникација и кој ќе биде исходот,
Меѓутоа, важно е сега да комуницираме на сите нивоа, веќе е договорена средба на комисиите, јас ќе имам почеста комуникација со министерката во очекување и на средба помеѓу премиерите за да најдеме начин како таа политичка волја и политичка посветеност го претвориме во конкретен исчекор кој што треба да се круниса со поддршка на Република Бугарија на започнувањето на преговорите. Дали по денешните средби со премиерот Борисов и со шефица на дипломатијата Захариева сте оптимист дека е реално дека е можно во декември да се одржи првата меѓувладина конференција? Мислам дека успехот нема алтернатива овој пат, затоа што е ова историски важен момент за двете држави. Република Бугарија има внесено преголем политички влог, но и е преважен стратешки интерес на Република Бугарија европската перспектива на регионот, а исто така тоа е и за нас, така да не верувам дека било кој би ризикувал да ја пропушти оваа историска шанса не само во нашите односи, но во целокупната регионална динамика. Благодарам. Заклучокот по посетата на Османи би бил дека нема известност, но има патока за тоа како да се стигне до согласност од Бугарија за одржување на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија во декември и дека следните недели се клучни за тоа. Од Софија за 360 степени, Владимир Мирчевски. Поминуваме на втората тема за вечерва. Рекордниот број новозаразени од COVID-19, причините и одговорноста за тоа, новите мерки и опасноста од пренатрупување на болниците. Следва интервју со министерот за здравство Венко Филипче снимено во неговиот кабинет. Министре, благодарам за ова интервју. Состојбата се чини сериозна. Колку држава е блиску до едно италијанско сценарио од март-април, кога бевме сведоци на сцени во кои што колите за итна помош остануваа во дворовите на италијанските болници, бидејќи немаше место да се примат сите оние на кои што им беше неопходна помош поради COVID-19. Ситуацијата е навистина сериозна, имаме се поголем број на новодиагностицирани случаи, но мислам дека ниту кај нас, ниту пак во било која земја во светот не може да се спореди ситуацијата со тоа што беше сценарио во Италија на почетокот на кризата. Тоа беше единствена земја во која што се случи нагла детекција на ново диагностицирани случаи со исклучително тешка форма, кои што нагло ги преокупираа, ги пренатрупаа посебно оделенијата за интензивно лекување. За нецели... ова што ве прашуваме поради тоа што дел од инфективните оделенија низ држава се полни и сами зборувате во повеќе наврати за тоа дека на дневно ниво се менаџира ситуацијата, па се препраќаат пациенти од едно на друго место. Се чини дека со ова зголемување на бројот на новозаболени секој ден, дека многу лесно може да се случи кај нас да се наполнат креветите во болниците. Има разлика помеѓу исполнет болнички капацитет за луѓе на кои што им е потребна респираторна машина и тие на кои што не им е потребна респираторна машина. Во овој момент, например, во болницата 8 септември, 4 пациенти се наоѓаат на респираторна машина. Има сосем доволен број на слободни кревети во оделите за интензивна нега, но има се повеќе пациенти кои што имаат лесна или средна форма, кои што бараат хоспитализација, и тоа се сепак пациенти кои што може да се префрлат од едно место на друго, кога станува збор за пациент кој што е во навистина тешка форма и му е респираторно зависен, потребно да се приклучи на респираторна машина, тогаш веќе тука се точно знаат местата во нашите болници, кои што може да се исполнат. Има ли доволно лекари и друг медицински персонал кој што се тоа може да го покрие? Ако ова вака продолжи да се одвива? Функционира системот на ротација. И тој систем на ротација значи дека лекари специјалисти пред се од струките на интерната медицина, кои што имаат искуство во лекување на пациенти со белодробни заболувања, им помагаат на своите колеги во оделенијата за инфектологија. Тие се интернисти од сферата на пулмологијата, белодробните заболувања, значи не било кои интернисти помагаат? Апсолутно не. Тие кои што имаат искуство во третманот на белодробни заболувања. Тие се тие кои што знаат и имаат искуство како се лекуваат овие болести и тие од почетокот на кризата од различни болници во соседните таму кај што има инфективни оделенија, од клиниките
и од останатите оделенија во болница до 8 септември најинфективните оделенија и на тој начин овој систем на ротација функционира. Мора да ги спомнам медицинските сестри. Исто така, пред се оние кои што имаа посебно искуство во делот на интензивното лекување и медицинските сестри повторно од интерните оделенија, каде што се лекуваат вакви пациенти. Со таков систем на ротација, ние практично функционираме у целиот овој изминат период. Што се случува во моментот со 8 септември? Дали е планирано таму повторно реорганизирање на болницата? Во овој момент сместени се 40 пациенти. Тоа значи дека можеме да сметаме на уште 40 кревети, кои што не би го загушиле целосно капацитетот, за да не може повторно да ги извршуваат оние дејности покрај оваа. Што значи дека освен овој дополнителен број на пациенти кои што може да се хоспитализира во болницата 8 септември, ние планираме да дополнително го ангажираме и за тоа е веќе направен план овој капацитет на модуларната болница на инфективната клиника. Најавувавте 16 мобилни болници, до каде е реализацијата на сето тоа, не ги гледаме на терен? За жал, тогашната заменичка министерка од редот на ВМРО ДПМН не го потпиша заемот. И ние сега сериозно касниме. Ние бевме една од 100 земји во светот кои што ја доби помошта, заем од Светска банка, да се појача капацитетот на здравствениот систем како во другите земји, така и во нашата. Тоа значеше да ако тогаш се потпишеше, дел од болниците веќе ќе беа на место. Сега е законот во собрание, непосредно после донесувањето на законот, проектната единица на Светска банка овде во нашава земја ќе започне со реализација на тој проект. Како сега се одвива динамиката, јас верувам дека до крајот на годината барем дел од тие 16 ковид центри веќе ќе биде поставен и целосно опремен. Да, како се случи, еве деновиве гледаме статистички анализи, Македонија да стигне до просечно ниво на заболени на 1 милион на ново заболени со бројки над, да речеме, Соединетите Американски држави. Сега се случува тој бран. Еве секаде во регионот огромен број на новодиагностицирани случаи и во Словенија, и во Црна Гора, и во Хрватска, и во Грција. Дали значи дека се потцени ситуацијата, дека не е одговорено соодветно? Не. Од почетокот на кризата, а посебно во летните месеци, предупредувавме дека пред нас е есенски бран. Тогаш кога бевме запрашани како Министерство и Комисијата за заразни болести кога да се одржат изборите, предупредивме дека на есен ситуацијата ќе биде многу покомплексна отколку во летните месеци. И тоа се случува сега. Апсолутно бевме свесни заради тоа што во есенските месеци се случуваат и се изнедуваат ризик фактори кои што ги нема во летните. Например, кои, министри? Поголема концентрација на луѓе во затворена просторија. Се вратија луѓето од одмор и веќе се во своите канцеларии на работните места. Поголема е фреквенцијата на движење. Ништо не може да се спореди со гужвата која што има еве овде во Скопје и во другите градови, со тоа што беше фреквенција на движење во летните месеци. Тоа се очекувани ризик фактори. Да, ма ако не беа во Скопје, беа во Охрид, да речеме, на плажа гужви. Но беа надвор, не беа во затворена просторија, кога се луѓето надвор, помал е ризикот да се пренесе вирусот. И следи уште поризичен период, кога загадувањето дополнително ќе биде фактор кој што може да донесе зголемен број на заболени. Ако го следиме тоа што го зборуваше шефот на Комисијата за заразни болести, Жарко Караџовски, тој го најавуваше најлошиот период или пикот за јануари. Ако сега ова на што сведочиме овие денови не е пик, тогаш на вистина пред земјава се тешки недели и месеци. Апсолутно и свесни сме. Затоа препорачуваме рестриктивни мерки. Сакаме тој удар да го ублажиме, за да не стигнеме до ситуација кога би имало целосно затворење, кога би имало карантинизирање, полициски часови и така натаму. Затоа сега ставаме акцент на сите ризик фактори на кои што може да се влие, на сите ризик фактори во кои што делови од живењето, функционирањето може да се имплементираат превентивни мерки, се со цел да го забавиме или доколку може да се овозможи трансферот на вирусот. Мерките кои што сега сакате да ги имплементирате, се чини дека се тешки за контрола. Особено оние поврзани со групните собирања по домовите на луѓето.
Како ќе се контролира тоа? Навистина се чини неизводливо. Апсолутно сме свесни за тоа. Ние сме свесни дека тешко се контролира колку гости дома доаѓаат и дали ќе се организира слава, се доаѓа периодот на слави. Но во исто време сме свесни дека токму тоа се ризик факторите. Од семејни собери почна вториот бран. Ама ако не се спроведува, ако не се имплементира мерката, тогаш што фајде од неа? Од почеток на кризата укажуваме и сме свесни дека не може здравствените работници сами, ниту здравствениот систем да се бори со оваа криза. Тука се сите. И институциите кои што тоа го контролираат и санкционираат, ама пред се граѓаните со степенот на свест дека ова е криза у која што и тоа како самите може да придонесат. Внимавајте, нема трансмисија на вирусот таму кај што мерките за превенција се почитуваат. Нема кластери кај што луѓето се со маски или одржуваат дистанца. Таму кај што не се почитуваат мерките се проблемите. Затоа се обидуваме да го опфати на апсолутно секој сегмент од функционирањето и од живењето, во кој што има ризик да веќе пропишаните мерки не се почитуваат или препорачаме нови мерки, за да се избегне пред се групирање, за да се избегне групирање на луѓе кои што не носат маски, затоа што само така ние може да се справиме со оваа криза. Има коментари дека на Филипче и на владата им се криви сите, освен самите тие, дека не сакате да зборувате за собствената одговорност во оваа ситуација, за ова што еве деновиве се случува во земјава, за рекордните бројки на новозаболени. Кога би било тоа само кај нас и кога не би било тоа случај на друго место, би се запрашале дали нешто може би пропуштаме. Но ние имавме протоколи и рестриктивни мерки и во летниот период кога многу други земји немаа. На помали бројки министре, одговорноста ја префрлавте, да речеме, во тоа време на техничкиот министер за внатрешни работи Чулев. Тој не ги спроведуваше соодветно надзорите над спроведувањето на мерките. Меѓу другото, баравте доверба од граѓаните на изборите за соодветно да се справувате со ковид кризата. Сега, бројките, ако ги споредуваме од тој период и сега, ова не ви оди во прилог. Но еве споредите ги масовните настани во кои што тогаш полицијата не реагираше никако, верските настани и така натаму, и споредите како сега промптно полицијата реагира кога ќе детектираме некако прекршување на превентивните мерки. На концерт што се знае дека ќе се одржи една недела претходно. Но гледайте, и литијата во Струга беше масовен собор кој што полицијата можеше да интервенира, па таму имаше ново заразени луѓе. Тогаш кога се случуваше никако не интервенираше. А видете сега, веднаш кога има некако прекршување, полицијата е на терен. Значи има и тоа како голема на разлика во промптноста на реакцијата на полицијата тогаш и сега. Конкретни настани. Ние не повикувавме без некаков конкретен повод. Имаше конкретни настани во кои што не се реагираше, за разлика од сега. Планирате ли построги мерки? Можни ли се и во какви околности? Доколку мислите на построги мерки во смисла на рестрикции? Еве, на рестрикции на движење, на рестрикции во работата на угостителските локали. Ние направивме во текот на летото еден план за рестрикции, за имплементирање на рестрикции кои што прво може да се таргетирани во одредени делови на земјата, па да важат за градови, општини и така натаму. До сега такво нешто не видовме. Еве сега веќе воведуваме, но на територија на цела држава. Рестрикција на број на луѓе. Мислам на реонски рестрикции. Да, заради тоа што сметаме дека нема потреба. Имаше во дадени моменти. Например, се забрани јавниот превоз помеѓу населените места, не само тоа, во Тетовскиот регион. Јавниот превоз на вработените во штипските фабрики, тогаш кога имаше кластери во погоните на текстилните фабрики. Значи веќе имавме такви мерки. Сега сметаме дека е време да на територијата на цела држава се воведат мерки кои што ќе значат носење маски и почитување на дистанцата, односно забрана за групирање. Следните мерки кои што доаѓаат во предвид се прво ограничување во делот на јавниот превоз. Понатаму скратување на работното време на одредени компании пред се угостителски објекти и секако како последна мерка би била рестрикција во движењето на секаде. Мора да потенцирам. Сметам дека ако луѓето се придржуваат до овие мерки, ќе ги избегнеме тешките рестрикции. Впрочем, тоа што сега се случува во градинките и училиштата, ни покажува дека е добро што имавме таков план да постепено
дозволуваме и не многу големи групи на деца да се физички присутни во затворена просторија. Можни ли се промени кај градинките, училиштата? Да, апсолутно да. Ако се детектира дека има голем број на заболени, дека трансмисијата е во тие институции, и тука ќе следи препорака да истите се затворат. За сега нема. Дури и за овие од прво до трето оделение. Апсолутно. Еве да ги спомнам градинките. За сега немаме некаков сериозен проблем, а веќе месец дена функционираат. Се уште е рано да се каже дали има некаков ризик или некаков проблем се случува во училиштата, заради тоа што не цели 2 недели се практично отворени. Затоа будно ја пратиме ситуацијата. Ако има проблем, дефинитивно ќе препорачаме и тие институции да се затворат. Но за сега и статистиката наша покажува дека најмал број од заболените се децата до 9 години, нешто поголем од 9 до 18 години, но во поединечни случаи, во секојдневната комуникација, гледаме дека нема некаков сериозен проблем. Како ќе се разберете со угостителите и со музичарите? Тие имаа барања во сосема спротивна насока од ова што го зборувате. Во текот на вчерашниот ден имавме средба со независна угостителска комара, кои што бараа да се отворат ноќните клубови и да се одржуваат свадби. Апсолутно сметаме дека е тоа неприфатливо. Свесни сме при тоа дека доколку има мерки кои што ние ги препорачуваме и некои од компаниите, економски субјекти и така натаму трпат некаква штета, дека тука државата да им помогне и финансиски и со соодветен план за поддршка. Во таа смисла ќе се одржат и состаноци со економските сектори, со премиерот лично, за да им се укаже на тоа колку е битно да се почитуваат овие протоколи, дека токму на тие настани кои што тие бараат да се одржуваат, се случуваат прекршување на мерките и имаме мини кластери од таквите настани. Во регионот, па и пошироко во Европа, ако се оди рестриктивно некаде, тоа е токму таа област, се ограничува работата на кафулињата, на рестораните, некаде до 22, некаде до 23 часот. Во Брисел ми се чини дека и целосно ги забранија. Зошто? Заради тоа што ете како кај нас, така и во други места во светот се ветаа дека е тоа огромен ризик. Јас сум прилично сигурен дека тие може да функционираат ако се почитуваат протоколите. И затоа введовме дополнителни рестрикции таму каде што во рамките на овие објекти имаше прекршување на рестрикциите. Кога имаше музички настани кои што беа состојање. Нема прекршување на таквите протоколи. Ако се седи на дистанца, ако нема музички настани на кои што се служи алкохол и после тоа многу тешко се контролираат луѓето. Затоа сметам дека овој сегмент може сосем коректно да функционира ако овие протоколи се почитуваат. Околу мерката за задолжително носење маска секогаш кога ќе се излезе од дома надвор, може ли да ви се забележи од луѓето кои што се со релативно низок социјален статус дека тоа се дополнителни издатоци за нив и дека не може тоа да го следат? Не мора секогаш да е маска. Може да е шал, може да е марама, може да е било што е прикривка на устата и носот. Тргаме од епидемиолошките принципи, медицински, во кои што сега е период во кој граѓаните мора да се свесни дека мора да го штитат своето здравје од секој аспект. Заради тоа што секој здравствен работник, секој капацитет ни е драгоцен. Мора да се штитат граѓаните од настинка, мора да се штитат и од сезонски грип. Кога ќе дојде времето за вакцинирање од сезонски грип? На крајот од месец октомври започнува вакцинирањето на критичните групи за кои што ние трета година поред обезбедуваме бесплатни вакцини. Ќе се шири тој круг? Се прошири во однос на претходните години, освен пензионерите, луѓе со хронични болести, бремените жени, децата до 5 години, сега се влезени и здравствените работници и има една количина која што центрите за јавно здравје набавуваат за комерцијална продажба. Значи може и секој што смета дека треба да си ја купи и да ја прими вакцината. Во принцип, многу е мал бројот на граѓани, историски гледано наназад, кои што се заинтересирани за ваква вакцина. Очекуваме дека ова година можеби ќе биде овој поголем, но еве оставаме да видиме како ќе се одвива тој процес. Во секој случај ова не е задолжителна вакцина, ова е само препорачана вакцина. Што вели вашата анализа во однос на начинот на кој што се лекуваат болните, оние со потешки форми на болеста,
Како постапуваат нашите лекари? Дали се воспоставија одредени неформални протоколи, бидејќи за формални протоколи не може да стане збор? Се уште нема официјална терапија само за оваа болест. Не ја измислил никој во светот. Се користат искуствата од лекување со лековите и пристапот во лекувањето кој што лекарите специјалисти го влечат од искуствата на болести кои што потекнуваат или се предизвикани од вируси од истата група како што е SARS-CoV-2 вирусот. Во таа смисла на располагање е целокупната терапија во нашата земја. Сите најсовремени лекови станавме дел од клиничката студија на Светската здравствена организација. Сега и со проектот на Светска банка добиваме средства со кои што за цела 2021 година ќе се набават истите тие лекови. Меѓутоа мислам дека пристапот, принципите на лекување на пациенти кои што имаат тешка форма на белодробна болест, како што дава овој предизвикач, компликациите кои што произлегуваат од вирусот во смисла на потешка форма и манифестација на кардиоваскуларниот систем, хепаталниот систем, па дури и мозочни некои компликации се принципите во кои што наши лекари имаат многу искуство. Како во третманот на тие пациенти со, така и без респираторна машина. Во еден момент стана очигледна разликата за третманот на овие тешки форми на болеста на клиниката за инфективни болести во 8 септември. На клиника не ги ставаа на респиратор, во 8 септември користат респиратор. Единствен момент во кој што имаше разлика во пристапот беше заради тоа што на самиот прием во болница пациентите беа различни. Односно, заради тоа што огромен број на упатувања од другите центри во државата беа пред се во болницата 8 септември, таму доаѓаа пациенти со навистина тешка форма, сатурација, врзување со кислород, кој што нормално треба да биде околу 98-9%, 20 или 30%, практично нема лекарите алтернатива, освен да пациентот веднаш го постават на респираторна машина. За жал, тие пациенти имаа и најмала шанса за преживување и во таа смисла и смртноста беше највисока. Така да во тој момент таква беше разликата во времето во кое што пациентите се јавуваа за прием. Имаат ли координација сега инфектолозите од едното и од другото место? Имаат цело време. Цело време телефонски се координираат, разговараат. Бидејќи докторите се познати како суетна фела, дури и кога има пропишани протоколи, претпоставувам дека не се согласуваат околу многу работи, а не во ваква ситуација. Да, ама во исто време се познати и по својата солидарност тогаш кога е потребна. Така да мислам дека солидарноста сега излезе на површина. Како кај лекарите, така и кај медицинските сестри, оваа соработка со ротација практично функционира безпрекорно целиот овој изминат период. Но да се вратам на консултациите. Стручните консултации се одвиваат практично секојдневно помеѓу лекарите инфектолози од инфективната клиника, тие кои што работат во болницата 8 септември и колегите анестезиолози кои што имаат исклучително висока експертиза во областа на третмана на пациенти кои што се поставени на респираторна машина. Всушност, лекар анестезиолог е цело време присутен од почеток на кризата на инфективната клиника. Се споделуваат искуства, се разговара на состаноците на стручниот колегиум практично секое утро, се евалуира посебно состојбата на најтешките пациенти. Сите ја чекаат вакцината, се уште нема, има многу кандидати вакцини, нема вакцина подготвена за употреба, ако не се смета руската. Докаде сте во комуникацијата со руските власти во врска со нивната понуда за Спутник V, ми се чини дека се вика вакцината, да се набави во нашава земја? Се уште го чекаме одговорот кој што го пративме прашање до рускиот амбасадор кој неколку пати ја иницираше овој соработката во однос на руската вакцина. Пративме стручни прашања заради тоа што немаме конкретни податоци докаде е вакцината во клиничките фазите на клиничка студија, кога може да се очекува, дали ќе биде можно да се купи надвор од Русија, колка ќе биде цената. Ги пратиме и другите вакцини. Аплициравме за ковакс механизмот пред некој ден и официјално. И сега тоа значи дека во првиот момент кога ќе има одредена количина од вакцината, без разлика од тоа кој производител ќе биде прв кој што ќе ја
пласира, ќе биде еднаква прераспределбата во сите земји кои што аплицирале за овој механизам, а ми се чини скоро сите земји од нашиот регион веќе аплицирале за вакцината преку ковакс механизмот, за рамноберна прераспределба до 20% од целокупното население. Ние планираме. Да, нема да има за сите веднаш вакцина. Се прават ли планови за тоа како ќе се постави државата во моментот кога ќе стигне вакцината, кои ќе бидат првите категории, има ли капацитет да се аплицира таа вакцина на сите на кои што ќе им биде примарно потребна, па потоа и на другите категории? Стручните препораки се дека треба да се вакцинираат прво ризичните групи, на постари граѓани, хронични пациенти. 20% од целокупното население дека веќе ќе создаде еден тип на имунитет кој што може да смени сликата на епидемијата, кај нас, односно пандемијата, било каде и да се аплицира во било која земја, концептот би бил сличен. Ние планираме и аплициравме за 400.000 граѓани, 20% од населението. За сега е проценката дека има по 2 дози, значи 800.000 вакцини да пристигнат во нашата земја. Сигурно дека ќе треба да се направи систем. Ние веќе работиме на тоа преку вакциналните пунктови и преку здравствените домови, да во моментот кога ќе биде на располагање, може да се направи систем во кој што постепено граѓаните ќе се вакцинираат. И уште едно прашање за крај на овој разговор. Повеќе недели зборувате за брзите тестови за COVID, кога ќе дојдат во земјава? Има два типа на тестови кои што се одобрени од Светската здравствена организација. Ние ја започнавме постапката, верувам дека согласно роковите во следните месец дена веќе ќе бидат на располагање. Тоа се тестови кои што даваат резултат за 15 минути, го детектираат антигенот на вирусот и може значајно да помогнат во менаџирањето на пациентите пред се болничките установи. Значи да се знае веднаш дали е некој пациент позитивен или не на вирусот, за да се знае дали ќе се третира во условно кажано чистиот дел во болницата или таму кај што ќе се третираат пациентите позитивни на коронавирусот. Благодарам за овој разговор. Благодарам. Вечерва немавте можност да ја гледате саботажата, од оправдани причини наскоро повторно ќе имате шанса да ја гледате како дел од нашата емисија. До следниот петок ви велам пријатно, понеделник е дел од продолжениот викенд и 360 степени нема да се емитува. Добра ноќ.